Вознемирени, но се чувствуваат сигурно. Ова е првичната информација од проректорот за настава на Штипскиот универзитет Гоце Делчев Мишко Джидров за нивните студенти кои во моментов се во Турција. Од нашите последни информации, студентите кои што се во Турција се на сигурно. Тие се видно возбудени од целата ситуација, од тоа што се случува во Турција, но од друга страна за наша среќа тие се сигурни и се надеваме дека и во скор период ќе можете да се вратат назад ако има потреба. Сигурноста не значи дека и стравот не е присутен, дополнува Джидров. Тие се чувствуваат исплашени од целата ситуација, но се наоѓаат на сигурно затоа што нашите студенти се моментално во близина на Истанбул. Тоа се студенти од медицинскиот факултет кои што се на практична настава во Турција. Освен овие, најавени се и временски неприлики како голема снежна олуја во реонот на Истанбул. Засега, како што вели Джидров, не се размислува за предвремено повлекување на студентите од Турција. За сега не се размислува во таа насока, затоа што тие пред се на сигурно и се многу далеку од подрачјето кое што беше погодено, но ако има потреба ќе се размислува и за нивно повлекување назад. Студентите од Турција кои се на Универзитетот Гоце Делчев претежно се од кризното подречје, од околината на Газијантеп и останатите градови од јужниот дел на земјата. Во постојан контакт сум со најблиските. За среќа тие се живи и здрави, но крајно исплашени и испаничени. Штетата од нашата оштетена куќа не им е прво на мисла, туку фактот дека ништо засега не знаат за нашите роднини во блиските населени места до Газијантеп. Изјави еден од турските студенти за телевизија Стар. Спасувачките екипи веќе бројат илјадници жртви по двата последователни разорни земјотреси со магнитуди од 7,8 и 7,7 степени по Рихтер, што утринава го погоди јужниот дел на Турција. Последната вест говори дека на 150 километри од Истанбул бил епицентарот на еден од последните тресења на тлото со силина од 5,5 степени по Рихтер. Од Универзитетот Гоце Делчев се е постојано на линија со студентите и ако е потребно, веднаш ќе превземат мерки за нивно безбедно враќање.